Нема политичка атмосфера да се реши спорот за името ниту до самитот на НАТО во ноември. Вака размислуваат и селениците во Јужна Флорида. Ламбро Димитров со 60 годишно искуство во САД смета дека грчкото лоби е многу повлијателно од македонското. Кога Обама ја почна кампањата за председател, беше поканет во Чикаго од голем број влијателни американци од грчко потекло, кои донираа по илјадници долари по човек за вечера со него. Така се прават работите. Другиот кандидат, Џон Маккейн, беше примен од грчкиот епископ во Њујорк, уште пред да ја почне кампањата за председател. За медицинската сестра Лена Гоговска од Вест Палм Бич не е можен компромис, а тоа од едноставна причина. Македонија е една. Моje мислење е Македонија да си остане како што е. Патриша Димитров, родена во САД, откако семејството се преселило во Флорида, има поумерен став. Мислам дека треба да се унапреди соработката меѓу луѓето од двете страни на границата. Мислам дека има премногу аргументи кои се апсолутно непотребни. За подпредседателот на црковната општина Драган Пациновски, собственик на бензинска пумпа, нема причина Македонија да отстапи од уставното име, дури и по цена да остане надвор од евроатлантските интеграции. И ние треба да се изјасниме пред Европска унија и пред другите сите, да не доаѓаат ни едните ни другите во заблуда, дека ние едноставно не го менјаме името и зошто да преговараме тогаш? Зошто се преговарува ако стои нашата влада, рецимо, цврсто дека нема да го менува името? Едно име имаме, во душата го носиме. Ова не е рефрен од македонска народна песна, туку и став на македонската зедница во Вест Палм Бич, кога ги прашавме што мислат за разликите околу името меѓу Македонија и Грција. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вест Палм Бич, Флорида.